Кратки најави за денешниот дневник. Изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид се пролонгира. Условна казна за гинекологот Асани поради работа во нелегална ординација. Владата ќе обезбедува средства за набавка на лекот Трикафта за 30 на пациенти. Денес се одбележува Светскиот ден на водните живеалишта. Високи ЕУ представници пристигнуваат во Киев воочи самитот. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, а во текот на денот времето со локална облачност и ниски температури, но дневната температура бележи благ пораст до максимални 7 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде умерено облачно, нестабилно со слаби врнежи од дожд и снег. Утре над северна, централна, источна и североисточна Европа времето нестабилно со врнежи од дожд и снег и ниски температури, во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност и потопло. Утре на Балканот, во централните, источните и јужните делови, во утринските часови времето нестабилно со врнежи од дожд кои препладне ќе престануваат. До крајот на денот ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. На крајниот север и југ сончево со локална облачност и студено време. Во Македонија во текот на ноќта четврток кон петок, како и во петок во раните утрински часови, нестабилно време со врнежи од снег. Во јужните и југоисточните делови дожд и снег. Во предпладневните часови врнежите ќе престанат. До крајот на денот ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и свежо. Минималните температури од -5 до 2, максималните дневни утре во Македонија од 3 до 11 степени. Во Охрид во текот на ноќта кон петок, како и петок во раните утрински часови, ќе биде нестабилно со врнежи од дожд, снег и со ниски температури. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура -1, дневната 6. Во сабота во нашиот град во утринските и предпладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд и снег и ниски температури. Попладне умерено облачно време со ведри периоди. Минималната температура -1, дневната 6, а во недела студено утро. Температура од -5 степени. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди, но студено со максимална дневна температура под нулата. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди и студено. Доцна попладне во вечерните часови нови врнежи од снег. Минималната -7, дневната 0 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид повторно се пролонгира. Овој пат требаше да биде завршен до крај на ноември оваа година. Базенот започна да се гради во ноември 2015 година. Повторно се продолжува рокот за завршување на изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид. Последно во август минатата година од Агенцијата за млади и спорт, која е инвеститор на изградбата, беше најавено дека објектот ќе биде завршен до април 2023. Сега изградбата повторно се пролонгира за 4 месеци, информира Наумче Мојсовски, директорот на Агенцијата за млади и спорт. Ќе заврши до ноември месец, беше предвидено да заврши до 1 јуни 31 мај, сега се пролонгира за 4 месеци, пошто имавме и од наша страна технички проблеми со надзорот, а и од нивна страна главниот изведувач беше во притвор, па се проложи за периодот за тие месеци колку што не работеа. Затворениот пливачки базен во Охрид, во кој ќе има 2 базени, ќе биде енергетски ефикасен објект и ќе користи биотермални пумпи, што ќе го направат неговото користење во зима поисплатливо. Покрај двата базени ќе има трибина со капацитет од 500 седишта и посебен простор за новинари и вип-ложа, како и помошни простории со спа и велнес центар. Мојсовски кажува дека 70% од содржините во базенот се завршени, а преостануваат уште 30 за да се финализира. Трибините се направени, столчина се ставаат, коритото да се донеси. Мислам дека фазите за електрика се веќе пуштени, направени, се оградувани или беше оградено со облекувални други работи пропратни кои се во самиот базен, пошто овој проект е најголем до се во Македонија. Базенот кој започна да се гради од ноември 2015 година е инвестиција вредна околу 5 милиони евра. Објектот првично требаше да биде завршен во април 2018 година, но со анекс договорот на барање на изведувач од фирмата Bauer BG од Скопје, изградбата на објектот се пролонгираше до 2020, односно 2021 година. Казна затвор во траење од 2 години, но таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 4 години не стори ново кривично дело. Ова е одлуката на Основниот суд во Струга за поранешниот директор на Струшката болница, гинекологот Мухамет Асани, кој 5 години работел на црно во нелегална ординација во својот дом. Клучен сведок беше Јилда Свеапоска, родилката од Дебар која при породување остана без 3 органи. Дело за кое тече паралелен судски процес против Асани и уште 2 гинеколози од Струшката болница. Основниот суд Струга донесе пресуда за поранешниот директор на Струшката болница, гинекологот Мухамет Асани. Одредена му е казна затвор во траење од 2 години и истовремено се определува дека таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 4 години не стори ново кривично дело. Осуден за давање здравствени услуги без дозвола, прегледувал пациентки и водел бременост од 2015 до 2020 година. Државниот санитарен и здравствен инспекторат утврди дека во просториите на семејната куќа во Струга опремила ординација која не била регистрирана, зашто сведочеа пациентката Јилда Звеаповска и 2 други родилки. Извадишме доказите што ги имаме за што бевме во неговата ординација, бевме сослушани од страна на судот и мило ми е што се донесе одлука за тоа и дека се докажа дека работел во таква нелегална ординација. Жените кои ги прегледувала Асани плаќале за секој преглед, а не добивале никаква документација ниту сметка. Ми наплатуваше за секој преглед 1200-1500 денари, зависи од тоа колку ќе побараше докторот, што интервенција ќе извршеше. Да, се беше тоа, значи парите му ги дававме во раце и не ни даваше никаква документација. Докторот Мухамет Асани е прво обвинет и во случајот со родилката од Дебар, заедно со неговиот син Блиртон Асани и Лилјана Јовановска. Тројцата гинеколози од Струшката болница се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето. Поради лекарска грешка при породување го загрозија животот на родилката Веаповска, а таа остана без бубрек, јајник и матка. Овој судски процес продолжува на 10 март. На вчерашната владина седница на предлог на министерот за здравство беше иницирано обезбедување финансиски средства за лекот Трикафта за пациенти со цистична фиброза.
Заклучено е Министерството за финансии, Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување да одржат координативен состанок со цел доставување предлог решение. Од Министерството за здравство информираат дека набавката ќе се одвива во неколку фази. Во рамки на првата фаза се очекува во текот на утрешниот ден да биде донесена одлука за обезбедување средства за лекот Трикафта за 30 пациенти со цистична фиброза, соопшти од Министерството за здравство. Според Асоцијацијата за цистична фиброза, бројот на пациенти на кои ми е потребен лекот е двојно поголем. Асоцијацијата преку Фејсбук најави нов протест на 4 февруари со почеток од 12 часот пред владата. Борбата продолжува со надеж дека ќе се ослободат нашите бели дробови од бодликавата жица и ќе пораснат 65 рози. Борбата продолжува со надеж дека ЦФ ќе значи целосно функционални наместо цистична фиброза, велат од асоцијацијата. Денес се одбележува Светскиот ден на водените живеалишта, посветен на усвојувањето на Конвенцијата за водни живеалишта во иранскиот град Рамсар во далечната 1971 година. Со впишувањето на Охридското езеро и Студенчишкото блато во Светската Рамсар листа, Македонија по Преспанското и до Иранското езеро го доби третото и најголемо водно живеалиште од меѓународно значење. Секоја година на 2 февруари се прославува Светскиот ден на водните живеалишта. Станува збор за ден на усвојувањето на Конвенцијата за водни живеалишта на 2 февруари 1971 година во иранскиот град Рамсар на бреговите на Касписко море. Секоја година, почнувајќи од 1997-та, секретаријатот на Рамсарската конвенција има обезбедено материјали кои им помагаат на владините агенции, невладините организации и други бројни организации како и групи граѓани да делуваат и помогнат во подигнување на јавната свест за важноста и вредноста на водните површини. Водните живеалишта често се гледаат како пречка за земјоделство и тие и понатаму продолжуваат да се исушуваат и рекултивираат за да се направи земјоделско земјиште на располагање. Но суштинската улога на овие површини во поддршка на земјоделството станува појасна и постојат успешни земјоделски практики кои го поддржуваат сочувувањето на состојбите на водните живеалишта. Со впишувањето на Охридското езеро и Студенчишкото блато во Светската Рамсар листа, Северна Македонија по Преспанското и Доранското езеро го доби третото и најголемо водно живеалиште од меѓународно значење заведено под број 2449. Подрачјето е прифатено согласно сите 9 критериуми на Рамсарската конвенција и со вкупна површина од 25.205 хектари. Со него ќе се управува од страна на трите општини Охрид, Струга и Дебарца. Впишувањето на Охридското езеро и Студенчишкото блато во Светската Рамсарска листа значи меѓународно признавање и препознавање на специфичниот и богатиот биодиверзитет и на ендемичните и ретки видови и присуството на голем број живеалишта и видови од национално и европско значење на ова подрачје. Од друга страна, тоа води кон негово помудро и поодговорно управување, подобрување на еколошкиот карактер на подрачјето и заштита на видовите и живеалиштата, потикнување научно-истражувачки дејности и меѓународна соработка што секако ќе го зголеми публицитетот и вреднувањето на подрачјето, ќе зголеми понудата за екотуризмот во овој регион, а со тоа ќе се отворат и поголеми можности за социоекономски развој и финансирање. Северна Македонија ратификуваше Рамсарската конвенција за водни или блатни живеалишта од меѓународна важност во 1991 година. Општина Охрид го објави денес јавниот повик за поднесување барања за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјални ризици. Од денес па во следните 20 дена граѓаните од социјално ранливите категории можат да поднесат барање за субвенционирање на трошоците за комунални услуги. Субвенционирањето се однесува за периодот од 1 јануари до 31 декември 2023 година. Согласно програмата за социјална заштита во буџетот на општина Охрид, за оваа намена се предвидени 1.500.000 денари. Вкупниот износ на субвенција ќе изнесува 703 денари месечно за секој корисник на субвенцијата и ќе биде составен од следните 4 компоненти. Покривање на трошоците за потрошена вода за пиење до 320 денари за секој корисник на субвенцијата, за спроведување на отпад до 150 денари, за одведување на отпадни атмосферски води до 150 денари, за плаќање на гробарина до 83 денари за секој корисник на услугата, односно субвенцијата.
Максималните износи за секој корисник на комуналните услуги, односно на субвенцијата, ќе бидат исти и ќе бидат фиксни, односно нема да зависат од месечните трошоци за секој корисник одделно. Субвенционирањето од средствата на буџетот на општина Охрид ќе можат да ги користат лицата кои имаат статус на корисник на социјална помош, корисник на постојана парична помош, невработено лице подолго од 12 месеци, а доколку корисникот е во брак, тогаш и неговиот брачен другарта е невработен. Лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно нивниот брачен другар или друг член на семејството е со инвалидитет од најмалку 70% или има тешка болест и истото исклучиво е утврдено од надлежен орган или комисија. Мерката не се однесува на инвалидните лица кои се во работен однос. За подетални информации, граѓаните можат да го најдат јавниот повик на веб страната на општина Охрид www.ohrid.gov.mk. Поставени се 3 современи настрешници за автобуски стојалишта во селата Велме и Лешани и Излести во општина Дебрца. Станува збор за уште една проектна активност во рамки на проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам. Покрај современите настрешници, општина Дебрца во рамките на овој проект доби и ново возило Дастер кое за потребите на општината ќе се користи како специјално теренско возило за спасување во зимски услови. Инаку проектот се реализираше во рамките на програмата за прекугранична соработка Македонија, Албанија, а партнери на проектот беа Црвениот крст, општинска организација од Охрид, општината Дебрца и Алпинистичкото друштво Патагонија од македонска страна, како и општина Грамш од Албанија. Во текот на 3-годишната имплементација се реализираа бројни инфраструктурни активности за развој на авантуристичкиот туризам, како и активности за подобрување на капацитетите на тимовите за спасување во прекуграничниот регион. Во продолжение следуваат вестите од светот. Русија побара на 8 февруари да се одржи седница на Советот за безбедност на Обединетите нации посветена на Украина, изјави Ванеса Фрейзер, постојан представник на Малта, земја која председава со Советот за безбедност во февруари. Првиот заменик представник на Руската Федерација во Обединетите нации Дмитрий Полјански појасни дека средбата ќе биде посветена на перспективите за мирно решавање на украинската криза во контекст на зголемување на испораките на западно оружје за режимот во Киев. Нема да ја пропуштиме годишнината од подпишувањето на Минските договори, додаде рускиот дипломат. А председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и високиот представник за надворешна и безбедносна политика на ЕУ Жозеп Борел денес пристигнаа во Киев каде ќе присуствуваат на самитот Украина ЕУ. Десетици највисоки представници на ЕУ пристигнаа во Киев со ветување за поголема воена, финансиска и политичка помош. Највисоките членови на извршната Европска комисија на ЕУ ќе се сретнат со своите колеги во украинската влада. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел и Урсула фон дер Лајен утре ќе се сретнат со председателот на Украина Володомир Зеленски. Утрешниот самит е првиот собир од висок профил во главниот град на Украина од почетокот на војната на 24 февруари минатата година. За време на состаноците планирани се дискусии за испраќање дополнителна воена помош за Украина, подобрување на пристап на украинските производи на пазарот за ЕУ, помагање на Украина да ги покрие своите енергенсни потреби, воведување санкции против Русија, гонење на раководството од Москва за воени злосторства и други теми. Во Јужен Израел денес се огласија сирени за предупредување од проектили и била пресретната ракета истрелана од појасот Газа, соопшти израелската војска. Во соопштението на војската се наведува дека доцна попладнето се огласиле сирени во градот Сдерот и областа околу појасот Газа. Ракетата била пресретната од израелскиот одбранбен систем железна купола. Локалните жители велат дека слушнале експлозија, израелската спасувачка служба нема извештаи за повредени, освен дека 50 годишна жена се лизнала и паднала додека трчала кон засолништето. Ракетата била пресретната во услови на засилено израелско-палестинско насилство во последните денови во посета на Израел и на западниот брег на американскиот државен секретар Ентони Блинкен, кој повика на смирување на ситуацијата. Министерот за надворешна безбедност на Израел, ултранационалистот Итамар Бен Гвир, рече дека ракетниот истрел од Газа нема да го спречи да спроведе казнена политика против палестинските затвореници во израелските затвори и повика на итен состанок на Комитетот за безбедност на кабинетот за да се разгледа одговорот.
Смртоносна снежна бура трет ден поред ја погоди јужниот дел од САД, поради што се откажани дополнителни 2300 летови, а стотици илјади корисници останаа без електрична енергија. Училишта се затворени, а веќе тешките услови на патиштата се влошија. Издадени се зимски предупредувања за област која се протега од западната граница на Тексас до Мексико преку Оклахома, Арканзас и Луизијана до западниот дел на Тенеси и северниот дел на Мисисипи. Врнежите, вклучително и замрзна дожила павица, паднаа во многу области. Многу училишта во Арканзас исто така ќе бидат затворени, како и во Тексас и Тенеси. Повеќе од 350.000 корисници се без електрична енергија во Тексас, бидејќи замрзнатите дрвја ги прекинале далноводите. Повеќе од половина од тие прекини се во Остин. Од понеделникот мразот усмрти 6 лица на патиштата во Тексас, а службите за итни случаи морале да одговорат на стотици сообраќајни несреќи. Вонредна состојба е прогласена и во Арканзас заради лизгавиот коловоз. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.